Газ за работа на скопските топлани има за уште само 6 дена. Власта повторно потврли, па наместо да набави газ до крајот на грејната сезона, продолжува да купува месец за месец. Само една понуда за газ за скопските топлани пристигнала на адреса на државните електрани. Мак Петрол повторно се јави со количини и цени за потребите на АДСМ. Другите понуди биле неофицијални, велат од државната компанија. Од одговорот на ЕСМ известно е дека комплетна понуда има само од една фирма, па веројатно ќе се купи газ само за наредниот месец, а Мак Петрол повторно ќе биде снабдувачот со газ за ноември. За газот имаме официјална понуда само од Мак Петрол. Втората понуда од странската компанија е информативна, треба да ја комплетираат со сите податоци и да ја испратат во официјална форма. За ноември за топланите ќе набавиме количини од Мак Петрол. Рокот за доставување на понуди истече во петокот минатата недела. За сега не се знае кога и дали навреме би се склучил договорот за ново снабдување. Газ за работа на топланите има за уште 6 дена. Премиерот Ковачевски вели дека ако има поволни понуди и приватната тето може да купи газ по пониски цени. Доколку има понуди со соодветна цена од која се произведува прифатлива цена на електрична енергија, ќе може да склучат договор и да се произведува електрична енергија, така да сите одговори во делот на процедурата за прибирање на понуди, евалуација на понуди може да ги дадат од компанијата, бидејќи владата не учествува во евалуација на понуди за енергенци. Директорот на ЕСМ Ковачевски претходно уверуваше дека очекува 2 до 3 сериозни понуди. Меѓу нив и швајцарската ПГО, инаку предлог на опозицијата, требаше да излезе со поволна понуда. Неофицијално и 2 странски компании биле заинтересирани да понудат количини по пониска цена од онаа по која Мак Петрол му продаде газ на ЕСМ за последните 2 недели од октомври. ЕСМ бараше над 250 милиони кубни метри газ за да може цела грена сезона да работат двете топлани исток и запад, но и тето.